По двочасовните обилни врнежи од дожд реката Сушица на влезот во Радовиш се излија и ги поплави околните индустријски објекти. Се излија и Стара Радовишка река во центарот на градот, но и реката Ињевка. Сликата е иста како и пред 10 години кога се излија реката Сушица и предизвика огромни штети, коментираат радовишани кои по планнево немо гледале како водата им влегува во објектите. Тука вработен, времето пошла многу набрзо и сакаме да помагаме, немаше шанси да помагаме. Најголемиот проблем е што од оваа вода што иде од овај мост тука. Сето оваа индустрија се поплава едино од овај мост. Индустријата, еве, комшиите се поплавени, коли, камиони, исто нашата гаража, сум вработен тука јас. Може да погледнате каналите, гаражите, штетата, имаме голема штета у канцелариите, у магазините и така натаму. Сите машини се поплавени, тоа. Што да ви кажем, не знам се, вода многу беше и така реките вода, како полали што беше 2008 година 4 декември кога имаше поплави и така беше. Можем да кажем сега многу повеќе оваа река имаше вода у однос на тогај. Доказ за грозно страшно. Страшно немаше природа. Штети има ли сега? Штети не можем да ви кажем за тука како што ќе е. А исто вода има многу и таа градската река таму. Има ли поплавено дома? Нема. Себе водата беше до оваа у висина на мостот. Многу малку фалеше да прелее водата од тоа. Во Радовиш надлежните веднаш излегоа на терен да ги санираат штетите. Уништена е улична инфраструктура, поплавени се повеќе индустријски објекти, но и семејни домови. Во моментов приоритет е нормализација на водоснабдувањето на Радовиш, бидејќи половина град е без вода. За жал, еве, во текот на денешниот ден Радовиш повторно можам да кажам беше зафатен со обилни врнежи на дожд, кои што еве имате прилика и вие самите да констатирате дека предизвика огромни штети како на земјоделските површини, така и на одредени сообраќајници, дел од индустријските капацитети во Радовиш, па и имаме и поплавено доста семејни објекти. Како општина, еве, ќе се потрудиме уште во текот на ноќните часови да брзо изреагираме сето она што го имаме како ресурси да го ставиме во функција, се со цел да еве во текот на утрешниот ден да нормализираме во огромен дел, во поголем дел од она што еве го предизвикува невреме. Имаме поголеми штети, најголем дел, односно најсериозен проблем кој што моментално не притиска е тоа што горниот дел од градот е моментално отсечен од водоснабдување, нема водоснабдување, водоводот е надвор од функција, целосно оштетен. Сега во моментот екипи од јавното претпријатие Плаваја прават увид на вториот водовод кој што го снабдува другиот дел од градот. Еве се надеваме таму да биде добра ситуацијата, да немаме поголеми оштетувања на пумпите кои што не снабдуваат со вода и инаку во другиот дел еве со сето она што го имаме како ресурси, сето она што еве го добивме како помош од владата на Република Македонија, од војската на Република Македонија. Сега се надевам дека за брзо време, доколку нели и временските услови послужат, ситуацијата ќе се нормализира. Надојдените води го поплави и Радовишкото поле, каде се регистрирани исто така штети. Уништена е патна и комунална инфраструктура во селата Ињево и Воиславци.